Летечката театарска трупа на детското драмско студио Тетово со награда на Драмскиот аматерски фестивал во Кочани за представата Отпишани. На јубилејното 50-то издание на ДАФ, Отпишани во силна меѓународна и домашна конкуренција го доби специјалното признание за колективна театарска игра на ансамблот. Представата беше одиграна на затворањето на фестивалот. По една година пауза, ова е веќе четврти настап и четврта награда на летечката театарска трупа. Трогателната приказна Отпишани многу пати е одиграна низ повеќе градови во земјава. На настапите во Битола, Македонскиот народен театар во Скопје, Кочани, како и пред домашната публика, секогаш добиваат одлични реакции и позитивни критики од присутните. Се одлучивме за представата чисто од една причина дека тоа е представа со жанр каков ретко се гледа во театарот, почесто на филмските платна, а помалку во театарот. И затоа и се одлучивме да одиме баш со таа представа. Иначе ДАФ е единствен фестивал во дома и од меѓународен карактер, каде што аматерските друштва можат да го покажат својот труд во текот на годината. Селекцијата вршат актери, театролози, режисери, професионалци, вработени во театрите из Македонија. И ние бевме селектирани за тој фестивал со нашата представа. Беше убаво да се чуе дека согласно планот за играње на представите, ние бевме фактички на затворањето на театарот, што дава еден посебен шмек за представата, затоа што вообичаено фаворитите или оние што се подобри играат пред крајот. Ние не сме непознати гости на ДАФ. Таму гостуваме веќе повеќе години наназад и имаме освоено 3 награди, од кои една награда за најдобра детска представа 2008 година, представата Магионичарот. Претходно 2006 година чинам беше специјалната награда за представата Пиратите од Горно Мало и имавме за представата Авантурите од Подмочани исто специјално признание. Нас ни беше соопштено дека сме го добиле специјалното признание за колективна театарска игра на ансамблот. Тоа е фактички едно во се. Тоа е признавање за целокупниот наш труд и целокупниот ангажман на сите чинители во представата. Актерите, персоналот кој беше заложен за техничката подршка на представата, режијата, текстот, квалитетот на текстот и така натаму. Морам да кажам дека Отпишани е еден од нашите најголеми хитови, ако може така да се каже, една од нашите најубави представи, успешно прифатена како на домашната матична сцена, така и надвор. Во представата Отпишани се случува дека како германците го завзеле едно село и ги малтретирале другите. И тама еден лош германец, кој бил главен на војниците, тој ги тепал децата во школото, а германците го завзеле школото. Не ги оставале да учат, тие многу се жалеле, бидејќи им ги земале клупите и столчињата. На крај Отпишани завршува дека партизаните ги победиле германците. Летечката театарска трупа на детското драмско студио Тетово има над 40 членови. Некои од нив овде се од самиот почеток и учествувале во првите представи. Тука, освен што дознаваат повеќе за театарот и театарската игра, децата учат и како културно да се однесуваат. Креативноста на возрастните е предизвик за младите се почесто да бараат место за вклучување во оваа летечка театарска трупа. Летечката театарска трупа постои од 2006 година и од тогаш имаме прикажано повеќе од 10 премиери со прикажани повеќе од 100 репризи, што пред публиката во Тетово, што на гостувањата кои ги имаме во повеќе градови низ Македонија. Низ детското драмско студио имаат поминато десетици млади таленти од Тетово кои што
имаат голем потенцијал за актерската уметност. Некои од нив уште од самиот почеток се уште со нас, некои поминали низ драмското студио и сега веќе се возрастни луѓе на факултет, се студенти и така натаму, но нивните спомени за драмското студио и за летечка театарска трупа се разбира никогаш не исчезнуваат. Овде не само што учиме театар, не само што се трудиме нашето сепак аматерско искуство во театарот да им го пренесеме на младите генерации, туку ги учиме децата и како да станат подобри луѓе, како да бидат поуспешни понатаму во животот, да бидат културни, пристојни, сето она што ќе им биде потребно за да бидат и подобри ученици, но и кога ќе пораснат да станат добри професионалци, без разлика која професија ќе одберат. Се разбира дека ги учиме и на основните театарски правила, сето она што треба да се научи за да се направи една добра представа. Во моментот во летечката театарска трупа членуваат деца од 5 годишна возраст па до некои 12-13 години. Поделени сме во две групи и работиме две посебни нови представи. Последните проекти кои што ги работевме беа Сомнително лице и Двобојот во Чапчо Сокаче. Се зачленив у драмската секција зашто све тоа чувствува да се биде на сцена, на бина, да се збори пред полно луѓе. Мене ми изгледаше интересно, па затоа. Повеќето од децата мислат дека во театар само учиме да глумиме, но тоа не е точно. Ние учиме таму културно јасно да се однесуваме, чисто и јасно да зборуваме, учиме за дикцијата. И секако дека во своите 7 години сум стегнал големо искуство, исто така уживам да се дружам со другарчињата, имаме голема стекната култура и ние учиме не само тука да бидеме културни, туку и надворот, кога ќе се отпишеме или кога ќе излеземе од театарот, да бидеме културни луѓе, сите да не почитуваат. И секако дека би сакал да завршам како да работам како актер, но би можело во Македонија ако е по можности во странските држави. 8 години сум тука, никогаш не ми се додајало, секогаш ми е забавно. За мене театрот значи втор дом во кој сум пораснала и во кој уште од малечка сум тука, се дружам со другарчињата многу ни е забавно, учиме разни работи, освен глумата. За мене театрот значи нешто посебно. Нас пробите во детското драмско студио ни се многу интересни. Ние за да имаме чиста дикција, пееме песни у кои што има повеќето согласки. А исто така ние освен тоа што правиме представи на пробите, се дружиме, се забавуваме и учиме нешто ново за културата и тоа ќе го применуваме не само тука, туку и надвор и од училиштето и надвор од детското драмско студио. Театарската игра на летечката театарска трупа, иако аматерска, наидува на многобројни признанија и секогаш успева да ја расположи публиката. Освоените награди се само поттик за понатамошна упорна работа и постигнување успеси. За следната сезона најавуваат уште 2 нови представи.